Еден донор може да спаси 8 човечки животи и да донесе надеж и среќа во исто толку семејства. Свеста на граѓаните за органодарителството мора да се подигне на повисоко ниво, зашто никогаш не се знае што носи животот. На Угада беше организирана јавна трибина на која присуствуваа медицински и верски авторитети, на која беше потенцирана хуманоста и солидарноста на органодарителството. За бенефитот од процедурата трансплантација, која што морам да нагласам, една од најстрого законски и медицински регулирани процедури и да добиваме што повеќе согласности. Ние ги детектираме потенцијалните донори, ги обработуваме, разговараме со семејствата, меѓутоа малку потешко и да се добивање на согласност. Органодарителството е нешто што треба да се подржи. Тоа е, да кажам, и култура на живење. Тоа е сознание за дека може да се помогне на различен начин и е една суптилна тема која и како бара во јавноста посебен третман. Илчо Гиовски од Велес е татко кој донирал дел од црниот дроб на својата тогаш 9-месечна ќерка. Гледајќи го моето дете, јас гледам борец, пошто реално таа трансплантација не е само една обична процедура медицинска, туку тоа е давање на втора шанса за живот. Духовната димензија на ова хумано дело се огледа и во фактот што верските заедници го поддржуваат како чин на милосрдие, љубов и надеж. Секој човек создаден од Бога единка сам за себе има право на живот, има право и на телесно здравје, а и духовно спасение. Постои национална листа на чекање за органи и ткива. 30 пациенти чекаат за трансплантација на срце, 15 за црн дроб, а не повеќе за бубрек, дури 160 пациенти. За Сител, Трајан Ристовски.